5 месеци по локалните избори, дел од граѓаните кои беа ангажирани во избирачките одбори се уште чекаат да го добијат својот хонорар. Според нивните сведоштва, во некои општини исплатата доцни со месеци, додека во други, наместо целосен износ, исплатен им е само половина од договорениот хонорар. Жителка на општина Газибаба, која сакаше да остане анонимна, но и е позната на редакцијата, вели дека без подетално објаснување им било кажано дека ќе добијат само половина од надоместокот, затоа што според објаснувањата, општината донела таква одлука. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски признава дека доцнење има, но вели дека одговорноста за скопските општини е поделена со град Скопје. Во општина Газибаба се уште не се исплатени средствата бидејќи се соочуваме со одредени финансиски предизвици. Членот од законот насочува на заедничка исплата на општините и на град Скопје. Ние правиме одредена финансиска консолидација и наредниот период ќе исплатиме нашата обврска. Доцнења има со исплатите и во Ѓорче Петров и аеродром. Од аеродром не информираа дека денеска на седница на Совет ќе се гласа за исплата на хонорарот. Во општина Битола пак исплатени се само 25% од вкупната сума. Неофицијално, од општините велат дека во минатото овие средства биле исплаќани во вредност од 30%, додека остатокот го плаќал ДИК и очекуваат и овој пат Државната изборна комисија да го плати остатокот од сумата. Инаку станува збор за сума од над 150.000 евра по општина. Од Државната изборна комисија објаснуваат дека ДИК досега неколку пати се обратил со укажување до општините, со цел навремено да се предвидат средства за оваа намена во општинските буџети, но дека нема друга надлежност ниту пак правен или извршен механизам за постапување по законските обврски за исплата на надоместоците на изборните органи за локалните избори 2025. Правото на надоместок е утврдено со изборен закон и според истиот за локални избори тоа е обврска на општините и градот Скопје. Инаку членовите на избирачките одбори се избираат по случаен избор од редот на вработените во администрацијата, како и представници на власта и опозицијата, а за нивниот ангажман за време на изборите им следува надомест, утврден согласно правилникот на Државната изборна комисија.